Оваа видеоснимка покажува како дел од зелените јавни површини се узурпираат и пренаменуваат во јавни паркинзи, наменети за станарите на новоизградените згради. Зеленилото и понатаму се узурпира и уградува како место за приодна градежна механизација, но за објектите кои допрва треба да се градат. Видеото го прикажа Еко Герила, која обвини општина Тетово за непреземање мерки за овој урбан хаос, депонии за отпад во повеќето делови од градот, недостаток на вода за пиење, на јавен превоз, паркинг простор. Отаму побара од премиерот Зоран Заев да ги одземе ингеренциите на градоначалничката на Тетово Теута Арифи, затоа што тој во предизборниот период се залагал и агитирал да го добие вториот мандат. Последниот пример, како што можете да видите во видеото, е уништувањето и узурпацијата на зелените јавни површини во центарот на градот. По должина на улицата Борис Кидрич, додека парковите и зелените јавни површини во собственост на сите граѓани се бетонираат, општината молчи и не презема ништо за да го спречи тоа. Градот Тетово во моментов се чувствува како куќа без домаќин. Арифи пак напротив смета дека општината работи на ослободување на јавните површини. Се пофали дека инспекцијските служби отстраниле неколку привремени објекти, а ќе се преземаат мерки за зачувување на зеленилото во градот. Кај стариот мост, значи Камен мост, имаше еден киоск кој денеска го нема. Имаше 3 киоска кај блок Карши училиштето Кирил Методи што денеска ги нема. Исто така пазарот на градот, како што знаете, го досредивме максимално и нормално со иста активност службите ќе продолжат да работат. Општината изминативе неколку години спроведува акции за отстранување на дивите тезги, но тие за неколку дена повторно се поставуваат на јавните површини. Таква е и сликата на градскиот плоштад, кој годинава е узурпиран од еден куп тезги и детски количиња на батерии. Градоначалничката на Тетово Теута Арифи ја отвори реконструираната улица во Голема Речица, која беше една од најоштетените во катастрофалните поплави во 2015 година. Улицата е реконструирана со средства од општина Тетово во вредност од 4,5 милиони денари. Сме тука, местноста Голема Речица, каде што пред 2 години се работеше текот на реката. Завршивме, значи, средување на пат, површина 2500 метри квадратни, 250 метра должина со тротуар, како што гледате исто така и со осветлување. И сметаме дека ова, знаете, овој дел беше и опфатен од страна на незгодите кои ги имавме 2015 и 16 година. Задоволна сум што успеавме, значи, денеска да го средиме на задоволство на сите и ќе продолжиме, значи, и со други вакви проекти, освен другите нормално грандиозните како што ги промовиравме пред 2 дена. Благодарам. Да, зеленило клупи, значи осветлување, комплетно осветлување, тротуар и комплетно бекатонизирање. Рече градоначалничката на Тетово Теута Арифи. Претходно Арифи пушти во потреба реконструирана улица во Мала Речица, која исто така беше оштетена во поплавите во Тетовско во 2015 година. Во зградата на поранешното основно училиште во село Долна Бањица се работи интензивно на нејзина адаптација во градинка. Станува збор за инвестиција на општина Гостивар во износ од околу 50.000 евра, со што ќе се направи целосна реконструкција на објектот. Внатрешната и надворешната реконструкција опфаќа нова електрична инсталација, нови санитарни јасли, керамички плочки, нов систем за водоснабдување и канализација, а и старите прозорци ќе се заменат со прозорци со енергетска ефикасност. Што се однесува до централното грејење, ќе се инсталира топлинска пумпа како најсовремен стандард. Се очекува работите да завршат наскоро, а новата детска градинка ќе биде подготвена да прифати деца од сите националности. Односно, нивното згрижување и воспитување ќе се одвива на албански, македонски и турски јазик. Од секторот за јавни дејности при општина Тетово велат дека ова се должи на фактот што на листата на чекање на јавната установа детска градинка Детска радост бројот е постојано висок и дека ова ќе биде добра прилика, особено на жителите на двете бањици, на населбите Дутле, Леска, Бањешница и Фазанерија, да ги запишат децата во новата градинка.
42-годишникот Тетовска Мала Речица вчера бил приведен бидејќи претходно на улица Борис Кидрич во Тетово физички го нападнал 25-годишник од тетовското село Доброште и му го одзел возилото Volkswagen Golf. Возилото било пронајдено и вратено на собственикот, а по целосното документирање на случајот против 42-годишникот ќе биде изготвен соодветен поднесок. Приведен и 45-годишен гостиварец вчера вечер околу 22 часот и 10 минути на улица Борче Јовановски во Гостивар, поради тоа што агресивно се однесувал и ги навредувал полициските службеници, кои вршеле службена должност. По целосно документирање на случајот против него ќе биде поднесен соодветен поднесок. На улица Борче Јовановски, исто така во Гостивар, вчера околу 15 часот и 30 минути, 16-годишна гостиварка која управувала велосипед со мотор, удрила во 35-годишна жителка на Неготино Полошко пешак. Повредената е пренесена во Гостиварската општа болница. Увид извршила екипа од полициската станица Гостивар, информираат од СВР Тетово. Православната црква денес го слави празникот посветен на светителот закрилник на децата преподобен Сисој Велики. Утрово стотици мајки и дечиња ги исполнија храмовите во Тетовско, да запалат свеќа и да се помолат Свети Сисој да ги заштити нивните најмили од секакво зло. Света богослужба беше отслужена во соборниот храм Свети Кирил и Методи во Тетово, посветена на светителот, кого Бог го награди со благодатна сила да исцелува болни, да изгонува нечисти духови, да воскреснува мртви. Самиот бил вистински учител на монаштвото, учител на смирението, учител на кротост. Затоа кога некој го запрашал: "Оче, како ли треба да го стегнуваме смирението?" преподобниот Сисој му одговорил: "Кога ќе се избежбаш сите други да ги сметаш за подобри од себе си, тогаш ќе го стегнеш и смирението." Друг пак го прашал како да му угодам на Бога, а овој му одговори: "Бегај од светот, остави ги светските грижи, препушти се на Бога со пост и молитва, па така вистински и се целосно ќе му угодиш на Бога." Се упокоил преподобен Сисој Велики во 429 година и својата света душа ја предал во рацете на љубениот Христос Господ. Имено Свети Сисој се смета и за заштити на децата, па според локалната традиција која што имаме овде во Тетово, денес го одбележуваме како голем празник, кога многумина од вас принесуваат славски полачи, принесуваат панаги со молитви за најблиски. Имено денес, кога го празнуваме Свети Сисој, а го празнуваме како заштитник и молитвеник пред Бога за нашите деца, за нашата младина, да го замолиме Него своите молитви, да му ги принесе на пристава Бога. Верниците трпеливо чекаат да се поклонат пред иконата на Свети Сисој. Во текот на богослужбата беа прережани славските колачи принесени од кумовите, а сите присутни дечиња ја примија светата причест. Во црковниот двор верниците палеа свеќи, даровите принесени за здравје беа лицитирани, со што изворно се продолжија обичаите и традициите за овој празник. Најголем број обичаи за Свети Сисој кои се почитуваат се врзани за децата. Многу мајки постат на овој празник, зашто се верува дека така децата ќе бидат здрави и дека во животот ќе ги следи среќа. Премиерот Зоран Заев на денешната пресконференција најави дека наредната недела владата ќе поднесе во собранието нов предлог закон за јавно обвинителство, со кој ќе се реши статусот на специјалното јавно обвинителство. Новиот предлог предвидува СЈ да биде дел од основното јавно обвинителство, односно обвинителство за организиран криминал и корупција. Како што најави Заев, ќе има ново име јавното обвинителство за гонење на висок криминал и корупција и ќе биде предводено од обвинителката Вилма Русковска. Сите обвинители тимот од СЈ ќе продолжат да работат во новото обвинителство, а може да конкурираат за реизбор. Нема Катица Јанева повеќе. Таа даде оставка и треба да се избере иднина на специјалното јавно обвинителство.
Новото јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и висока корупција ќе биде водено од обвинителката Вилма Русковска, која има мандат и која во моментот го води основното јавно обвинителство за гонење организиран криминал и корупција, а сите обвинители кои работат во специјалното јавно обвинителство ќе продолжат да работат во новото јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и висока корупција. Сите случаи кои се пред судовите, за кои специјалното јавно обвинителство е надлежно, согласно закон, ќе ги продолжи, ќе ги застапува пред надлежните судови новото јавно обвинителство, согласно досегашната законска рамка во фазата во која се застанати. Заев ги наведи причините за одлагање лидерската средба и дека не прифаќа ултиматум. Председателот на Република Северна Македонија Стево Пендаровски смета дека вистинското место за лидерската средба е кај шефот на државата. СЈО во некаков облик, во некој дел од системот на целото редовно јавно обвинителство и тоа како потребен и во наредниот период да ги процесуира криминалите не само на оние порано што биле на власт, туку и на нас што сме денеска на власт. Меѓутоа, индивидуалните постапки, евентуално спротивно на законот, не треба да ја деградираат или не дај Боже да ја поништуваат целокупната работа на институцијата СЈО како таква. И јас сум разочаран од ова што го слушам последниве денови, меѓутоа, повторно велам, инсистирам надлежните органи брзо да ја процесираат целата работа, без задршки, без обрнување на евентуалните политички притисоци, ако ги има, да истера до крај работата. Тоа е битно имено за СЈО како институција и имено за демократските реформи кои и престојат на нашата земја. Kommer se Viggo Bäcket där. Ja, jag sallar honom. Так, Боксак Милан, Хаменчик. На створення такого вінка іде приблизно 2 місяці. Це якщо усердно працювати отак день в день, без ніяких там, бо тому що викладати кожну квітку, піря має бути тільки з гуски. Бо з качки воно має такий жовтуватий колір і воно так не лягає красиво у квітку, як з гуски. Весілля українське давне – це ціле театралізоване дійство, режисером якого був колись
народ, і це був добрим режисером. Це все продумано. Це не тільки забава, це є весілля закодовані, ті якісь такі зашифровані, напевно, та енергетика, яка дає поштовх на добре і гарне життя. На жаль, в наш час трошечки знівельовується весілля українське, і ми хочемо відтворити його. Времето денес беше сончево со мала до умерена облачност. Попладне со услови за појава на краткотраен пороен дожд со грмежи. Температурите се движеа во интервал од 12 до 31 степен Целзиусов. Вредноста на УВ индексот изнесуваше 8. Времето утре ќе биде сончево со мала до умерена облачност. Попладне ќе има појава на краткотрајна нестабилност со пороен дожд. Температурите ќе се движат во интервал од 14 до 32 степени Целзиусови. Вредноста на УВ индексот ќе изнесува 8.